во апетитот конкретно, одредени луѓе, на пример, истата храна да изедат двајца луѓе, некој абсорбира 100% од калориите кои се внесени, некој абсорбира 80% од калориите. Тоа е една разлика, сега хипотетички бројки давам за да биде појасно и заокружувам, меѓутоа сепак на долг рок едниот треба да јаде 20% помалку храна за да биде на иста тежина како вториот пример. Меѓутоа, нашата ситост зависи и од колку храна имаме во желудник, колку неуротрансмитери се или хормонални промени се случуваат во мозокот. И све тоа може да влијае дека човеков што треба да јаде помалку дека нема да биде сит со таа помалку храна. Друг аспект на тоа е колку ни е пример мозокот чувствителен на инсулин. А инсулинот сите го припишуваат како лошо нешто, меѓутоа инсулинот дава ситост кога е во мозокот. Друга работа е лептин. Главном се хормонални разлики, кај што одредени хормони стимулираат ситост, други хормони стимулираат глад. Тоа е во голема мера предодредено од генетика, иако не треба да си кажеме, чиме генетски не направам ништо околу тоа. Да, само треба да го осознаеме тоа и да го искористиме знаењето за тоа во наша полза. Меѓутоа, има повеќе аспекти, целосно различни системи на хормони кои што влијаат на тоа колку ја осеќаш ситоста.